Обид за политички маркетинг и представување на погрешна слика пред јавноста. Вака градоначалникот Чадиев ги нарече вчерашните тврдења на советниците од опозицијата, според кои повеќе од половината предвидени проекти за 2014 година се уште се нереализирани. Веле за прв пат после десетина години доби странски инвеститор и тоа во новоформирана индустријска зона. Се реконструираше мостот Гемиџи, се реконструираа училишта, државни и локални патишта, вели Чадиев. Ова според него се доказите дека локалната самоуправа може да се гордее со стотина реализирани проекти во 2014-та. Имаме реконструкција на дел од делницата до Катланово, како и државниот пат од Велес до Штип, каде што се гради и дополнителна трета брза лента, како што се изврши и обнова на дел од регионалниот пат што води кон населбата Превалец. Оваа година во употреба беше пуштен и новиот театар, кој што силно беше критикуван од страна на СДСМ неговото почнување. Градот доби исто така еден од најмодерните фудбалски терени во Македонија, со гордост можам да кажам и најмодерен. Комплетно исто така се промени и уличното осветлување на цела територија на општината со ново осветлување кое што е исто така енергетски ефикасно. Новиот кружен тек, парковите површини кај Васил Главинов и поранешен офицерски, асфалтирани, поплочени и бетонирани повеќе од 20 улици. Ова се дел од досега реализираните проекти, вели Чадиев. Ги отфрли обвинувањата дека општината не води грижа кога станува збор за уредување на просторот во руралните средини. Во 2014 година во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој на општина Велес се реализирани три многу значајни проекти. Во Иванковци е изградена улица долга непон километар, а беше уреден и центарот на селото. Комплетно, покрај што е реконструиран патот за Иванковци, во завршна фаза е и водоснабдувањето во село Црквино. Се изврши уредување со асфалтирање или бетонирање и бехатонирање во улици во Бузалково, Раштани, Каласлари, Отовица, Мамутчево. Тампонирање дел од патот за Горно Каласлари, Сопот и село Орлевци. Голем број од овие проекти, вели градоначалникот, не добија поддршка или пак беа жестоко критикувани од опозицијата. Според него, сите досега реализирани проекти се поттик за локалните власти, дека работат посветено и во интерес на граѓаните.